Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Советот на општина Прилеп денеска ја одржува 16-тата редовна седница. Прилеп доби нова пратка од канти за селекција на отпад, контењери и специјализирани возила. Се доуредува индустријската зона кај Жито Прилеп. Објавен огласот за самовработување, грантови до 10.000 евра за младите. Тешко повредена малолетничка на електричен тротинет во сообраќајка со возило. Времето денеска предпладне сончево, попладне можно невреме. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Советот на општина Прилеп денеска ја одржува 16-тата редовна седница. На дневен ред се 13 точки. Советот ја изгласа одлуката за распределба на средства на здруженија и спортски клубови за 2026 година. Воедно, по сугестија на градоначалникот Продановски и предлог на дел од советниците, Советот ќе прави измени на програмата за доделување на средства на здруженија и спортски клубови со цел што поправична нивна распределба. Советниците денеска одлучуваа и по предлог одлуки за прифаќање на донација на садови за собирање електричен и електронски отпад, како и прифаќање на втора донација преземање на активности за санација на општински пат Крушевица-Чаништа. Две предлог одлуки кои се однесуваат на определување на локалитет за организирање на манифестацијата Пиво фестивал Прилеп и за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на одржувањето на манифестацијата. Советот даде согласност на годишниот план за вработување за 2027 за неколку основни училишта, предлог решение за формирање на Совет за јавно здравје и одлучуваше по предлог програмата за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2026 година. Прилеп доби 8318 нови канти за селекција на отпад, 126 нови контењери и 3 од 9 специјализирани возила за собирање отпад од проектот за унапредување на системот за управување со отпад. За домаќинства се обезбедени канти од 120 литри за примерна селекција на отпадот, кои ќе им бидат доделени бесплатно, додека 126 нови контењери од 1,1 метар кубен ќе бидат поставени во градот и ќе ги заменат дотраените и оштетени садови за отпад. Денес сме во општина Прилеп, на која што општина веќе се дистрибуирани и дадени 4159 зелени канти, 4159 жолти канти. Знаеме дека Прилеп е лидер во селекцијата на отпад и се надевам дека и понатаму ќе биде предводник и пример во целата држава. Се надевам со зголемена свест на нашите сограѓани да во идниот период и гледаме се помалку отпад околу контењерите кои што ги имаме на значајните локации во градов и апелираме, ја користам прилика овде, да си го држиме приматот на најчист, најзелен град и сите да учествуваме подеднакво во креирањето на општата слика за нашиот град, односно и замолувам сите наши сограѓани, сите компании да го почитуваат комуналниот ред кој што го имаме. Интензивно се уредува индустријската зона кај Жито Прилеп. Комплетна инфраструктура е направена од фекална канализација, атмосферска канализација и водоводна линија, како и улично осветлување, а деновиве започна и асфалтирањето на улицата која води во индустријската зона. 392 метри улица, која што ќе значи дополнителен развој на индустријските капацитети во Прилеп. Како општина Прилеп со овој потек очекуваме овој простор да заживее, да се отвараат нови индустријски капацитети и со тоа ја потврдуваме нашата заложба дека работиме на подобрување на општата слика во стопанството во Прилеп и да ги охрабриме сите домашни и странски инвеститори да побараат овде простори и да
почнат да градат своји капацитети за кои што имаме секојдневни барања дека има ова општина потреба од дополнителен простор. Со изградбата на оваа улица ги обезбедуваме сите предуслови за да се даде сериозен развој на овој простор овде во градот. Агенцијата за вработување го објави јавниот оглас за учество во програмата Самовработување. Сите заинтересирани граѓани кои сакаат да аплицираат, тоа ќе можат да го сторат во 30 центри за вработување ширум земјава, а процесот ќе трае до 3 јули. Од агенцијата посочија дека процесот на селекција се одвива низ неколку фази и има за цел да поддржи најдобри идеи и бизнис планови. Финансиската помош за започнување сопствен бизнис е распределена во неколку категории со посебен акцент на поддршка на младите претприемачи. Висината на финансиската поддршка во форма на грант за основање и започнување на бизнисите изнесува 7.000 евра, доколку аплицира лице кое е постаро од 29 години. Доколку пак станува збор за младо лице на возраст до 29 години, висината на финансиската поддршка изнесува 10.000 евра. За оние кои планираат заеднички бизнис потфати, предвидени се поголеми буџети. Доколку пак станува збор за здружување на корисници во ДОО, поддршката изнесува до 20.000 евра, зависно од целните групи. Учениците кои во првиот јунски рок не се запишаа во средно образование од учебната 2026-27 ќе можат да аплицираат на второто пријавување денеска, вторник 23 јуни. Аплицирањето е електронски, пошто наредниот ден, 24 јуни, се доставува потребната документација до училиштата. Според роковите од конкурсот на Министерството за образование и наука, ранглиста со резултати од запишувањето треба да биде објавена на 25 јуни до 12 часот на јавно место во училиштето или на училишната интернет страница. Во согласно со конкурсот, предвидено е во училиштата каде што на ранг листата има поголем број ученици со исти бодови да се организира квалификацијско тестирање. Од полициската хроника, во сообраќајна несреќа која се случила вчера, тешко е повредена малолетничка која управувала со електричен тротинет. На 22 јуни во ОВР Прилеп е пријавено дека на крстосница од улиците Прилепски бранители со улица Пере Тошев во Прилеп се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Volkswagen Passat со прилепски регистарски ознаки управувано од ОБ 49 годишен од Прилеп и електричен тротинет управуван од 16 годишна малолетничка. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила малолетничката констатирани во градска болница Прилеп. Извршен е увид од увидна екипа од ОВР Прилеп, стои во дневниот билтен од СВР Битола. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, а во попладневните часови се очекува промена на временските услови под влијание на циклонска активност, со развој на нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер со брзина над 60 км на час. Локално се очекува поинтензивни временски процеси со пороен дожд, силни налети на ветер и можност за појава на град. Во Прилеп, во попладневните часови, ќе има услови за развој на нестабилна облачност со дожд, грмежи и засилен северен ветер. Максималната температура ќе достигне до 27 степен. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.